На повидок ли е нов скандал со прислушување? Агенцијата за национална безбедност се уште поседува опрема за следење на комуникациите, алармираше техничкиот министер за внатрешни работи Наке Чулев. Иако на 1 септември минатата година официјално почна со работа АНБ, која не смее да следи разговори, сепак и поречи се 9 месеци работа, имаат техничка можност за прислушување. Според Чулев, тоа е незаконски, но и спротивно препораките на Прибе. Вели за овој скандал со АНБ дознал пред 2 дена. Чулев истакна дека оние реформи во делот со следење на комуникациите биле само замајување на јавноста. Оти сепак и покрај законските решенија на поранешната УБК, сегашна АНБ, се уште имаат тие посредничка улога во следењето на комуникациите, но имаат и можност за следење на разговорите, што е недозволива. Констатирано е фрапантно кршење на законите, каде што поранешната управа за безбедност и контраразузнавање, денес Агенција за национална безбедност, се уште ја има задржана посредничката улога во системот за следење на комуникациите, а кој се однесува за кривични истраги кои што се спроведуваат од страна на Министерството за внатрешни работи. Чулев рече дека нема информација дали АНБ во моментов врши незаконско прислушување, но побара од јавното обвинителство под опрен глас да истражи кој е одговорен и зошто 2 години не е воспоставена директна техничка комуникација меѓу Министерството за внатрешни работи и оперативно-техничката агенција. Симптоматично во целата оваа работа е што Министерството за внатрешни работи во изминатиот период не презело никакви активности за наминување на оваа состојба, која уште еднаш потенцирам дека е спротивна на законот. И во таа насока, јавно го прашувам поранешниот министер за внатрешни работи, а сега председател на владата Оливер Спасовски, кој истовремено и го предводеше процесот за реформи на безбедносниот систем, согласно препораките на Прибе. Зошто не ги имплементирал законските одредби насочени кон реформи на процесот на следење на комуникациите? Денеска министерот испратил писмен акт до директорот на ОТА. Соопшти дека ќе испрати информација до владата за, како што рече, монополот на АНБ за следење на комуникациите. За незаконското следење на комуникациите од некои од безбедносните агенции во Македонија предупредија и од ВМРО ДПМН. Во изјава за Алфа, подпредседателот на опозицијата Николовски кажа дека врвот на партијата е телефонски, но и физички следен.